35 godina ja sam se mučila sa ta... Su istite, a? Su istite. Dobro, majče. Gospod zdravje. Želinčani ne napadne u Sedlarce. Pa se spasimo, pa sam pa. Pa pak imame vnučinja, dečinja. Pa imam vnučinja, na 20 vnučin imamo, čerki samo. Aj, majče. Da se držite. A sinot nam je žene tušte. Ti pa će si najde Samo mi neve? izgore, sve to što mi pogija. Kaj to? Čega ovo nada? 6 mjeseca se. A što na pozicija biš? Kaj biš? Što nam kaj beše, kako beše, mi dojde i dojde, da nas nisam tu. Da ispitka djeca nego. Ako ti izdržite me. Da izdržim. Ja sam majka Makedonija. Za Makedonija da se brani ime, makedonsko ime da ne zagine. Kako почна? По контроверзната авионска несреќа на председателот на Република Македонија господинот Борис Трајковски, по која остана многу неодговорени прашања. Прогласени вонредни председателски избори. Амбициите на рециклираниот комунист Бранко Црвенковски се незапирливи. Од неуспешен премиер со ниедно реализирано ветување станува англиска кралица. Никој не смее да му застане на патот. На националниот проект на Бранко Црвенковски се попречува национал-романтичарот и благороден патриот Љубе Бошковски. Популарниот брат Љубе, првиот бранител, со својата чест, гордост и национално достоинство, се поистоветува со македонскиот народ и македонската национална кауза. Тоа значеше крај за мафијашко-транзиционата стратегија на препознатливата источноевропска мимикрија на комунизмот. Тука роден, заврши овде правни студии, министер за внатрешни работи. Сосем е логично, здравиот разум тоа го налага да може да биде и кандидат за председател на Република Македонија. Љубе Бошковски мораше да биде отстранен од политичката сцена на лесно употребливите македонски полтрони, епигони, традиционални предавници. По наивната и правно неподкрепена елиминација на неговата кандидатура, господинот Хари Костов, Бранко Бојчевски, Верушевски, Контевска прават монструозна конструкција, раштански лозја. Затоа што ова целе нити е комуникација меѓу албанци, нити постојат емигранти, терористи и така натаму. Туку ова целе е снимено во Крачево, во стан во кој што четворица работени од Министерство за внатрешни работи, донесени во периодот пред изборите 2002 година, со поделен текст на хартија, учествувале во снимање на ова целе. Затоа е, почитувани пратеници, стравот,
И одеднаш искача на дополнување на онаа песна "Кај е даме, кај е гоце", сега има и третиот дел "Каде е па љубе". Кога политиката ќе влезе во судницата, правдата бега преку прозорец. Да ви кажам, ова е фарса према Македонија, така да мислам уопште не беше ни избалансирана целава ситуација. Ева мораше некоја жртва да падне од македонска страна. Нашите го бине, не туѓите. Старата влада, социјалдемократите. Хари Костов. Според мене кој го плати? Па балистите, тие што беа 4 години на власт, против кои се боревме. Тоа е гордоста македонска и не смее да скапува да гнија таму во 4 или 5 квадратни метра. Љубе подхитно да се дојде во Македонија, разбра? Кај жената, кај децата, кај сестрите. Тука што си го чекаат неговите. Втора работа, тој Хашки трибунал наречен не треба да постои. Да можам да го потпалам од темел нагоре. Тој е измислен за време војната во Србија. Поради тој начин. Арно прави Караджич, Арно прави Радко Младич, шо си се кријат таму кај она Каранџолкана, ниеден да не појди. Ниеден, не гледате како ги ништат, ги го труват полека. Така ќе го уништат и Љубе Бошковски во колку ова наша златна Македонија и нашите честни македонци не сторат се што можат. Нашите треба да земат владава и као република, као држава, да се заинтересира да се ослободи. Нема никаква дейност. Тој се бореше за својата земја. Да го судат, нели? Како утре некој ќе треба да се бори? Кој е тој што ќе иде да се бори, нели, да брани својата држава? Лака да стигне, ко Бошко. Срамота е тоа. Ја мислам дека треба да биде освои ќе го ослободат. Треба да биде. Сакам да го видам тука. Едноставно, тука да биде. Тајте Љубе мој се мачаше и овде свити и поштуваше и го несла таму и готово шо да правиме. Јас сум била еднаш кај него есеноска. Не можам далеко многу. Само нека ми е жив и здрав да ми дојде, ништо друго неќам на свету. Ако после одма да умрам. Čeka, zarem ima nešto posveto, zarem ima nešto pomilo, čedo to tvoje da je kraj tebe, srce to da ti ne vene, kako kamenja težak, ništa crni go mačak, čemerno srce umorno srce majčinsko. Радост бил голем, тоа се родило четврто мъжко. Свекор ми се радувал, свекарва ми свите цела куќа. Покојни брат мој од 5 сати до 5 со свекарва моја појаде кој ме донеле од болница со чеза. Мирно беше, не се закачало со никого. Ни ми се тепало, ни ми пушело, ни паметно ми било многу. Слушало дедо, татко, све.
задираја, тоа време немаше ништо. Ќе нас иделе, шиптрчкињата не задираја, тоа време се не знам. Капилипа исто вакво беше високо такво. Капилипа. Имам многу драги личности на кои би го посветил портретов, но како најсакана личност би го одвоил ликот на татко ми. Татко ми има кафеави очи, кратка коса, малку попуничок и не е многу висок. Татко ми е многу забавна личност, кога јас многу го сакам и почитувам, како и тој мене. Татко ми е многу добар политичар која негува и сака љубовта, верата и слободата. Исто така татко ми е многу добар човек кој никогаш не е строг кон никого. Јас најсреќен сум кога сум со татко ми. И тате порасна, после заврши факултет у Скопје, правни. И после отидовме у Хрватска, јас сум таму 25 години, татко му е 40 години таму, кој купи тоа место, тој на Рушовина. И Любе мој таму ми се изнаработа многу. И мој Любе све радио, работал, ја водам на Хрватски. Косел, копал. Ovo je prva paprika sad. И неатата ми е вредна, и по авокати, куќата ми ја држи таја, 3 години. А од еден нормален живот кој што го имавме, до апсењето на Љубе во Пула дојде еден хаос во нашето семејство кој што беше многу тешко да се суочи човек и да се снајде во една таква ситуација. На мене остана еден поголем терет кој што морав да го поднесам самата. И све, паметен ми е многу, нема човек што не сака. Ама се мора да се издржи. Ама да е Господа, отидам до Любета, да не одам сама таму веќе. Ја боројте му вадам таму, морам да одам. Мамичке, на столче и боројте, немој да ми ги сучиш. Цело лето и вадам. А чуј, Љубе како човек кој што ги сака луѓето и свегде кај што оди, со него сака да има многу луѓе, така да делот кој што го помина во Пула, во затворот му беше многу тежок, бидејќи беше во самица и немаше луѓе. Одењето во Хаг кај него најде една нова светлина, каде што таму има доста луѓе во делот кај што се има 8 луѓе, кај што имаат одредено 4-5 сата заедно да се дружат. Тоа за него значи многу, бидејќи има луѓе околу него. Исто така и дома во фамилијата секој пат не бевме никој пат сами, од доручек па на ручек и на вечера, секој пат носеше луѓе, кај што секој дел
во животот сакаше да го подели со пријателите. И полна му е куќата, слушайте, да ви кажам, некој вели да се вардите од куќа во која што не влегуваат луѓе. Било како било, беше неверојатно добар домаќин и така, понекош се смеевме на таа негова љубезност спрема мене. Велов дека е мал мазохист, како и сите македонци, впрочем, бидејќи спрема толку строг даскал да се има таков убав однос, тоа значи дека не му пречело тоа што сум го измачувал како даскал и така. Меѓутоа, се останаа тие односи, сега ја неколку пати му пратив тие работи што преведувам, што има што да чита таму, барем од мене и така. И се сеќавам ово кога прв пат му влеговме во куќа, бевме тројца професори, и јас се насмеев, реков, ти мора да имаш некоја опасна жена. Како те издресирала вака да служиш? Министерот, тогаш беше министер во владата, ми вели, ама нема врска тоа професора со жената, јас сум угостител. Не, тоа е нешто што сум го научил јас во животот. Цел век служам луѓе. Слушайте, нема таков човек. Да бидеш министер и да не се срамиш дека си бил угостител и дека се уште имаш локал и убав амбиент и така натаму. Значи тоа е нешто што обично се прави. Штом станеш, одеднаш ти си нешто друго. Имаш некој друго. Он немаше две лица. Кога му бевме дома таму, ме шеташе таму на имот и така и вика, професор, гледате овдека, како што е, така беше се. И ова кај што беше куќата, беше вака, како што е тука. И вели, татко ми зборуваше, ќе купиме овци, не знам, јас си мислам, шо се занесува, човеков, кај ова пустелија нешто може. И вели така, полека, сигурно све направив, ја како што сакаше татко ми. Значи, и аманетот на таткото. И куќата е убаво, и пречеклив е, и знае да направи атмосфера. Дури, например, порано кога бевме мали, ке се затепаме со брат ми и он летке, дојди кате и панче се тепа, зашто немам храброст, нели, да не тепа. Евентуално може да не тепа, ама тоа ќе земе, ќе не бацува и на тој начин он не казнува или не тепа. Татко ми е стварно многу забавна личност. Тоа е едноставно татко кој што многу ги сака своите деца. Сите еднакво не сака и со сите си има посебен однос. Еден однос со мене, еден со Панче, еден со Филип. И како сите да не сака на некој посебен начин. На средбите нон-стоп се смееме. Значи никад не татко ми не ни дозволува да видиме дали он тажен, дали не, него барем пред нас децата, он е секогаш весел. Еднаш, знам, игравме со татко ми танго во затворот, без музика, така си игравме. Сега по телефон ми вика дека ќе побарал од Европска унија да му даде државјанство, бидејќи веќе 3 години тамо. Ката радио и ја Катарина Пиги. Пиги Катарина. Барем јас така си замислав како татко ме на пат набргу ќе се врати, ама тоа више не помага, ни секако многу ни фали на нас и на браќата, бидејќи се татко си е татко и тој не е татко од некој што нема комуникација со децата. И едва чекам да се врати, дали во Македонија, дали во Хрватска, дали на крај на светот, било каде, само да бидеме заедно. Кога се случи ова премреже, кое за мене е премреже и мое, а и на Македонија и на сиот македонски народ, министерот за внатрешните работи да биде суден, оти си го бранел народот и оти си го бранел уставот. Јас доброволно до судот пратив писмо како моја лична, како човек, како граѓанин на Република Македонија, како македонец, како поранешен министер за надворешни работи и тогашен пратеник,
писмо со карактеристика за Љубе Бошковски, во која реков дека македонскиот дух во него, христијанството во него, човеколюбието во него, се вредностите врз основа на кои јас можам да ви гарантирам дека тој никој пат не би кренал рака на никакво човечко суштество, должно или недолжно. Затоа и го ставивме да биде министер за внатрешни работи, сметајќи дека неговото човеколюбие и христијанските вредности во него ќе ни дадат министер за внатрешни работи кој за прв пат во историјата на оваа наша краткотрајна и травматична држава нема да ја користи тешката рака на институционалното насилство против кој да е граѓанин. Во тоа писмо напишав дека карактерот, душата на Љубе Бошковски никој пат ни насо не би му дозволила да ги стори нештата за кои го товарат. Изузетна личност. Добар другар, пријател, ги сакаше луѓето, имаше широко срце. Мислам и се надевам јас дека ќе биде судово како објективен и ќе му донесе правична пресуда. Што мисли? Ние македонците ништо не мислим. Мислат американците за нас и германците. Ја така мислам. Ја мислам дека не треба да биде таму. Тоа е моје мислење. Луѓето жртва се. Добар беше, јас го знам како добар човек. Дене ќе му почне судењето во Не знам ништо за тоа. Не ли? Македонскиот народ мора малку да размисли за него и да го врати овај јунак, остане и ќе остане за Македонија. Благодарам. Ми остави впечаток дека беше многу комуникативен, така да кажам, дури позитивно зајадлив кон мене како кон позната, нели, комуњарка, која пишувала се нешто за него. Во него немаше злоба. Тоа ми остави, тој беше првиот впечаток. Вториот впечаток беше кога отидов во Истра, во нивниот дом таму, сакав да видам што е вистина од она што сум пишувала. И јас, како и многу други новинари, служејки се или паѓајки во стапицата на проекциите за него, што ни ги сервирале, еве сега така условно да ги наречам тајните полицајци на СДСМ. Значи, знаевме дека е сладкар, знаевме дека е шверцер, дека е матна личност која е работела, што знам, за разни служби. Во тие 7 дена кога бев таму, на крајот на летната сезона, јас го видов Љубе Бошковски како работлив човек, кој од рано сабајле, значи, го обслужуваше своето домаќинство. Од месење леб, до хранење животни, до подготвување јадења за гостите. Се осетив бедно како новинар и како човек, и таа одговорност никој не може, мислам, да ме ослободи од таа одговорност. Јас лично ја носам, како и сите ние, со тоа што создававме кај народот преку нашите медиуми лажна или намерна представа за Љубе Бошковски како лош, некомпетентен човек, неодговорен човек. Мислам дека дело од тоа беше смислено. Мислам сега и со оваа дистанца што ја имам и настаните што се случија, но и што го снајдоа Љубе Бошковски директно, мислам дека беа дел од една замислена, така да речам, режија, и дека Љубе Бошковски многу пред да почне војната, која никој не ја
уште не ја објаснил као нејзина природа, као причини и поводи за војна, мислам дека он беше избран како најпогоден да биде жртвуван во оваа политичка игра, така да речем. Политиката носи многу и неправди во животот. Може би една од тие причини е суштината што ние денес го немаме господинот Љубе Бошковски меѓу нас, туку тамо негде чами неосновано, бранејќи својата татковина, бранејќи својот непокор, својата историја, својот народ, својата Македонија. Бидејќи имам големо семејство по линија на мојата сопруга, браќа нејзини во Истра и во Риека, јас секоја година одам тамо по 2 пати и имав прилика да го посетам и неговиот имот во Истра. Така што бев чудоневиден кога се видов во кои услови живее Љубе Бошковски во Истра, во кои услови живее неговото семејство, се запрашав, па возможно ли овој човек да се ова го жртвува и да дојде во неговата татковина, во нашата Македонија и да биде на еден одреден начин изложен на една голгота, на една неправда, да ја брани својата татковина. Тогаш сватив дека татковината и љубовта кон родниот камен е повреден од било какви имоти, имања, материјални добра и така натаму, што всушност ја и Љубе Бошковски го чувствувам како еден добар македонец, како еден добар татко, добар сопруг, добар пријател, добар другар и неслучајно он го носи заслужно епитетот братот Љубе. Оно што можам вака да го прокоментирам, тоа е оно што се случи во собранието. Кога се бараше и му се одзеде имунитетот на Љубе Бошковски како пратеник и се одобри негов притвор. Тогаш се направија крупни нарушувања и на уставната одредба, како се бара и кој бара укинување на имунитетот и на деловничките одредби и направена една збрка која ќе остане како една непријатност и лош ден на собранието. Мислам во историјата ќе се остане така. Чест ми е што се борев за Македонија во време кога министар за внатрешни работи беше господинот Љубе Бошковски. За време на војниот конфликт кој што во 2001 година ја зафати Република Македонија, јас бев заменик командант на единицата за специјални задачи Тигар. Заедно со министерот Љубе Бошковски поминавме низ многу премрежија. Мојот борбен ангажман заврши во Арачиново, каде што бев тешко ранет во пределот на градите. Почитувани мои сестри, почитувани мои браќа, вие вечерва покажавте дека македонецот, дека македонскиот човек е спремен да клечи и да моли, но само пред Господ, кој е сведок за македонската вистина. Еве на еден ден пред почетокот на судскиот процес во Хаг против обвинетите Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски се помоливме за праведно судење, се помоливме Господ Сезнајниот да им внуши дух на вистинољубие и правдолюбие и на оние што обвинуваат и на оние што ќе го водат судскиот процес, за да можат сите да им послужат
на вистината и на правдата. Во овие повоскресенски денови повикани сме како народ и црква да се помолиме за духовна подкрепа на нашите Љубе и Јохан, да се молиме Господ да им даде сили за да ги издржат сите искушенија на кои биле или можат да бидат изложени во затворот каде што веќе подолго време престојуваат. Може би е невообичаено од ова место да се говори за вакви случаи, но во црквата, во молитвата пред Бога има место за сите. Ние секојдневно се молиме, нема кој нема потреба од Божјата заштита, од Божјата рака, од Божјата правда и вистина. Всушност, вистината е таа кон која треба да се стреми секој човек. Впрочем, само вистината може да не ослободи од се, вистината која се потпира на правдата, вистината која извира од вистинското боголюбие и човеколюбие. Се што имаме вредно, се што имаме трајно, се е во знакот на Христа и на Неговото воскресение. И земјата наша македонска, и душата наша македонска. Возлюбени во Господа, и денес, молејќи се за нашите Љубе и Јохан, за Господ воскреснатиот, да ги исполни нивните души и срца со правдана надеж во правдата, да размислуваме зошто доживуваме вакви искушенија, вакви страдања. 2001-та не е далеко. Знаеме како и каде почна, како се одвива работите, како беше во Танушевци, па што доживеавме во Вејце и на Карпалак, па што имаше во Љуботен и во Рачиново, па што не снајде во Лешок и Матејче, како и во други места. Знаеме како е се уште со киднапираните и нивните семејства, со присилно раселените. Знаеме како е со сите, но и од кои е. Сите кои сметаат дека врз некого имаат право на суд, никогаш нека не ја заборават правдата. Нека не заборават дека кога судат неправедно, всушност и на себе си пресудуваат. Впрочем, пред Божиот суд сите ќе излеземе. Затоа и денешнава молитва е токму за тоа, за праведен суд и за духовна подкрепа на нашите во Хаг. Голем е оној суд кој постапува со силата на аргументите, а не по некоја друга сила. Возлюбените Љубе и Јохан нека бидат горди, зашто верувајќи во нивната праведност, нивниот суд го прифаќаме и како наше судење, како судење и на нашата татковина. Тие двајцата и другите со нив беа меѓу оние кои се удостоија и во наше време да ја бранат својата татковина и својот миролюбив македонски народ. А никогаш и никаде не е грев да се брани својата татковина. Со такво убедување, молитвено ги поздравуваме од името на сите што ја сакаат вистината и се борат за правдата. Воскреснатиот Господ нека биде со сите и нека не упатува по патот на вечната правда и вистина, па тој за тоа и пострада, но и воскресна. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! На многу години и напомош молитвите нека бидат.